23 милиони денари за реализација на проекти добиваат општините од Истокот преку програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа. Заеднички на седница на Источниот плански регион, градоначалниците од Истокот ги избраа приоритетните проекти. Најмногу пари, 16 милиони денари, добива општина Штип за изградба на детска градинка во населбата Сењак 4. Тоа е целосно нова градинка со место за 200 дечиња, која што ќе биде изработена и изградена во две фази и веќе работевме во претходниот период на финансиската конструкција за изградба на оваа градинка, со што вчера на седница на Источниот плански регион Штип доби 16 милиони денари, со целосна поддршка од сите градоначалници од регионот. Изградбата на градинката ќе чини 36,8 милиони денари, а останатите средства ќе бидат обезбедени од општинскиот буџет и Министерството за труд и социјална политика. По повеќе години поголем проект доби општина Делчево. Се работи за изградба на мост на Брегалница, чија изградба чини околу 7 милиони денари, од кои 6 се преку Министерството, а 1 милион денари е кофинансирање на општината. Ова беше желба на граѓаните која што беше повеќе пати на форумите истакнувана како по огромна потреба на сите граѓани кои што го поврзува стариот и новиот дел на градот, и со овој пешачки мост овде граѓаните ќе имаат полесен пристап до институциите во градот, односно овде ќе им биде поблизу пристапот до детската градинка, автобуска станица, предвидениот нов зелен пазар, локалната самоуправа, библиотека. Останатите пари се наменети за уште два регионални проекти. Како трет проект беше предложен од страна на председавачот, односно председателот на Советот, а тоа е изработка на комплетна техничка документација за енергетски ефикасни објекти во целиот Источен плански регион, значи во сите 11 општини, како последен проект кој што фактички сметам дека ќе биде еден вид на резервен проект, е проектот на општина Пехчево. Се работи за изградба на улица 1, на дел од улица 1 во индустријската зона Чуката, партнер ни е општина Пехчево. Се очекува на наредниот повик до година за приоритетни проекти да бидат избрани предложените од останатите општини од регионот.